Во наredните 3 дена во рамките на овој серијал на разговори ќе се обидам да се осврнам на една своевидна социолошка патологија на вонредните околности, на тоа како ние се соочуваме со неа, вклучувајќи ги и економските мерки, но од аспект на подвижноста на работната сила, опасностите, бројот на невработените да се зголеми. Се разбира, тоа е прашање кое ќе биде глобално и најверојатно прилично приоритетно за европскиот континент и Европската унија. Соговорник на оваа тема како ќе се реагира, како ќе реагира пазарот на труд во Европа и во Македонија на овие вонредни околности и се разбира од аспект на европските стандарди е професорката Милева Ѓуровска, професор на факултетот, на Филозофскиот факултет и председател на Европското движење на Македонија. Добро утро, професорке. Добро утро. Ви благодарам што одвоивте време во овие мигови. Ние ќе поразговараме за еден циклус на дебати кој Европската комисија, односно Европското движење на Северна Македонија ги има организирано и која на почетокот годината го третираше прашањето на пазарот на труд меѓу очекувањата на работодавачите и на барателите на работа. Тоа е аспект кога нити вие, нити било кој во светот можеше да ги предвиди овие турбулентни околности. Ве прашувам сега како социолог и како на одреден начин човек кој ги следи овие состојби. Како ја доживувате оваа општа, да речем, лична, колективна изолација, вонредните мерки, прашањето на тоа дека веќе се фокусираме на економските последици, вклучувајќи го и основното прашањето на движењето на пазарот на труд. Вас ве прашувам, дали мислите дека покажуваме чувство на солидарност или не оттапува чувството на сознанието дека ова е кризен момент и во општеството и во цивилизацијата? Ова се навистина прашањата што сега ги поставуваме и ова прашање вие што го поставувате не може со сигурност да бидат одговорени. Не во оваа фаза во која сега се наоѓаме. Но јас ќе се навратам на она што ние го имавме како анализа пред неполни 2 месеца, односно на точно една група на експерти, од 10 експерти и уште други 40 експерти дискутира за прашањата поврзани со состојбата на пазарот на трудот кај нас и се разбира со тенденција да направиме дистинција што е она што е кај нас и какви се стандардите во поглед на овие прашања во рамките на Европската унија. Но во тоа време се разбира далеку беше оваа состојба, не можевме, мислам, неја воопшто не замислувавме дека ќе дојде до нешто слично за толку кус временски период. Меѓутоа, како и да е, овие експерти во оваа сесија, која што е дел од Националната конвенција за Европска унија во Република Северна Македонија, која што веќе 3-та година се одржува и веќе се одржани над 7 сесии во поглавјето 19, и веќе има еден сериозен капитал на планот што треба да се направи за да оваа социјална сфера биде реформирана, односно ремоделирана според европските стандарди и некаде околу 250-260 препораки произлегува на тој план. Значи, ова се што јас го имам како сознание за актуелните состојби произлегува од оваа анализа на овие бројни експерти кои што работеа и се уште работат во рамките на Националната конвенција за Европска унија. Професор Ѓуровска, на ова прашање ќе се навратиме во детаји. Јас сега вклучувајќи ги и препораките што ги донесоте, но пазите, Америка се соочува со 10 милиона изгубени работни места. Пат на германскиот GDP се очекува 10% и од една стабилна и локомотива на европската економија, најверојатно и таму ќе дојде до бранна невработеност.
кај нас веќе има навестувања за запирање на производство во одредени гранки, на одредени дејности и така натаму. Во такви услови, дали мислите дека ќе провлада европскиот концепт на солидарност и европскиот концепт на подвижност на работната сила, или возможно е да дојде дури во рамките на отпуштањето и до еден процес на, би рекол, повеќе национална сегрегација, затварање на економиите и така натаму? На ова прашање вака ќе одговорам. Едно е сигурно, дека после вакви големи кризи состојбата во општеството драстично ќе се менува. Ние ги нарекуваме овие руптури во општеството, па така исто не ќе биде во ниедна сфера исто, не ќе биде и овде. Ситуацијата значително ќе се менува. Меѓутоа, она што би сакала да го кажам е што секако дека овој застој во економијата просто се случува една голема точка која што веројатно ќе трае неколку месеци подолго време и таа ќе ги создаде условите кои што се познати како кризни услови. А после кризите состојбите ќе се менуваат. Во која насока ќе се случува тоа? И едно е сигурно јасно од анализите на другите кризи, дека најголемиот дел од популацијата, оние кои што ќе се најдат во незавидна положба, е населението кој што работи за плата. Односно, луѓето, работниците кои што се наемни работници. Така да, ќе има отпуштање, ќе има и така состојбата на пазарот на трудот не беше сјајна, ни во едно, кај нас посебно, меѓутоа и во Европа, исто така, долго време се зборува за јакнење на перформансите, вклучување на млади луѓе, инклузија на младите и така натаму, значи се соочува со вакви проблеми, а после кризата се разбира дека и со отпуштањата оваа стапка на невработеност значително ќе биде зголемена, бидејќи економијата стои. Ние на сесијата разговаравме за тоа кои најмногу ќе бидат погодени, а гледаме мерките на владата што овде се превзимаат, кај нас одат во таа насока, а тоа е оној највиталниот сектор во економијата, тоа се малите и средни предпријатија. Треба да се истакне фактот дека 77% од вработените се наоѓаат во овој приватен сектор, а најголем дел од нив се вработени во малите и средни предпријатија. Се разбира, останатите се оние кои што се во јавниот сектор и така натаму. Меѓутоа, бројките покажуваат дека ако овој витален дел на економијата, на секоја економија, ние истакнуваме и во нашите анализи и пред студентите исто така дека во современи услови малите и средни предпријатија треба да бидат одржани за да можат многу брзо да се ревитализираат, бидејќи тие се оној најфлексибилниот дел од економијата. Тие многу брзо се адаптираат, мали се, наоѓаат решенија, иновативни се. И ми се чини дека во оваа насока мерките што се презимаат ќе донесат резултати во посткризниот период. Се разбира дека и во другите сегменти ќе има раздвижување, ќе има отпуштање од работа, секако ги има веќе и особено во американската економија, таа е многу динамична и во вакви услови веднаш се случува да дојде до масовно отпуштање на работната сила. Меѓутоа реков дека сега во овој момент, во оваа фаза, ние не можеме со сигурност ништо да тврдиме како после 2 месеца или 3 месеца ќе одат нештата. Меѓутоа, од социолошка гледна точка сега посматрано, а тоа ние го дискутиравме и на сесијата, дека нештата ќе мора да се променат во сферата на трудот. Ние доживеавме во овие први години од 21. век, овие 2 декади, една огромна диференцијација на населението, односно големи социјални разлики меѓу луѓето, кои што
навистина одат во една скала која што досега не била во ниедна нити по било која криза. Така да, ако ние зборуваме за тенденции и што е врвот на тие тенденции, секако доаѓаме до оваа ситуација на кризи од оваков вид, од биолошки карактер, од епидемиолошки карактер, така да овие социјални разлики, ми се чини дека централниот елемент на кој што ќе се прекршува кризата и последиците од кризата во иднина и реорганизација на општеството, ќе бидат насочени на овој план. И ние на оваа сесија одржана во јануари точно на тоа укажавме во суштина дека е неопходно на овој план да се делува со различни мерки, но тоа вие сите знаат дека тоа не е така едноставно, дека овие односи помеѓу работодавачите и работниците не се менуваат така едноставно. Тоа се односи кои што произлегуваат од економските состојби, од социјалните политики, од пазарот на трудот, од понудата на работна сила и така натаму. И секако дека треба да се менуваат сите овие нешта за да може да се случи нешто. Меѓутоа повторувам дека и ние без дури гледам дека експертите во сесијата биле подалеко видни во однос на целокупната ситуација што се случува во глобални рамки, па и кај нас се разбира дека очекувањата на работодавачите и очекувањата на работниците значително се разидуваат. Тие не се совпаѓаат едни со други и тоа не води кон една да кажам хармонија во сферата на трудот, за да може таа да биде да дојде да доведе до поголема продуктивност на трудот, заради тоа што очекувањата на работодавачите се и очекувањата на работниците се други. Професор Милева Ѓуровска, гостин во утрински брифинг. Професор, ќе допираме до тема која има практични последици врзани меѓу другото и за реакцијата на пазарите на труд и особено на бироата за вработување кои на запад се практично средиште каде што се прекршуваат барањата и понудата. Меѓутоа, ми се чини дека од аспект на ова национална конвенција и од барањата за прилагодување на законодавството кон европските стандарди, ние сме се уште далеку од таква берза на работна сила. При тоа ми се чини дека сега и таа е на испит, односно нашите бироа и агенции се на испит. Дали само ќе се доведеме во ситуација да ја примиме работната сила која ќе биде избркана од работа, без оглед на почитувањето на колективните права, колективните договори, и во услови во кои на тие работници само ќе им се дава социјална помош, а нема да бидат подготвувани барем во овој тајм-аут од работни места за нови вештини, за ново остручување, за можни предпоставки за нови професии кои би можеле да бидат барани после овој голем најавен процес на рецесија во Македонија. Што е вашиот став, професор Ѓуровска? Во поглед на ако направиме споредба на актуелната ситуација на пазарот на трудот која што беше во јануари и што ќе се случи после 6 месеци или после година дена од кризата. Ние имавме прилично затворен пазар на трудот. А тоа значи дека имавме побарувачка на работна сила, меѓутоа понудата на работна сила не одговараше на потребите на побарувачката на работна сила. Работодавачите се очекуваат една поперформантна работна сила, која што ќе биде вклучена во овие процеси. Меѓутоа, ние имавме различни програми кои што ги спроведуваше владата, кои што беа многу бројни, кои што дадоа определени ефекти.
Меѓутоа, тука структурата на пазарот на трудот покажува дека дури со сите тие мерки, со сите тие обуки и обиди со овие програми да се зголемат перформансите на работната сила не доаѓа до тоа, бидејќи се уште пазарот на трудот реков дека е затворен. Имаме околу 7500 континуирани побарувања на работна сила, кои што не може да бидат потполнети поради тоа што нема луѓе кои што ги поседуваат таквите квалификации на пазарот на трудот. Сега, ако ние сега во актуелниот момент се соочуваме со оваа состојба и не најдовме едно адекватно решение покрај сите обиди како ќе го решиме овој проблем, ама експертите укажаа како ќе се реши тој проблем заради тоа што има голем расчекор помеѓу обуките, обично обуките за зголемување на перформансите на работната сила на пазарот на трудот се спроведувани главно од страна на проектите кои што ги превзема државата. И ние констатиравме, експертите констатираат дека овие обуки не така значително влијаат на перформансите на работната сила и дека се уште стоиме во место во поглед на тоа дали ние на работодавачите, дали владата со сите тие мерки може да обучи работници кои што ќе им бидат потребни на работодавачите. Работодавачите постојано кажуваат дека дајте ни квалификувани работници, бидејќи ние ги немаме. И Просто тука е главниот проблем. Видите, уште во врска, ако е тоа сега вака како што е, во иднина ми се чини дека со сите овие мерки, кај што навистина се вложуваат огромни финансиски средства, ќе мора да се продолжи, меѓутоа на еден многу поразличен начин од кој до денес се практикуваше. Професор Милева Ѓуровска, председател на Европското движење Северна Македонија, разговараме за берзата на труд во овие вонредни околности, нејзиното адаптирање на можниот наплив на нови невработени. Ми се чини дека има еден парадокс. Ние сите сме преокупирани со статусот на невработените, со тоа дека ќе бидат бркани од работа и така натаму. Меѓутоа, не гледам напор. Веројатно во овој наплив на сите предприемачи, дајте ни помош, дајте да се санира, ќе изгинеме и така натаму, не гледам напор на предприемачи кои се култивирани, кои знаат да проценуваат економски мигови и движења, да кажат, па чекај, како ние да направиме адаптација во овие нови околности? Првата помисла ми е, ние важиме, да речем условно, во еден дел за еден Манчестер на Балканот со огромни текстилни капацитети кои работат лон. Но мали се капацитетите кои брзо се адаптираат да сошијат потребни маски, потребни заштитни одела, кајачи за болниците, па и за еден подолг период на можноста да се соочуваме можеби со реобнова на COVID-19. Што мислите? Дали ние сме склони како работодавачи да налегнеме на државата без при тоа да го имаме својот ангажман на проценка на движењата за нови производи, нови иновации или адхок прилагодување на пазарната побарувачка? Јас истото го кажав пред малце дека целиот товар на подобрување на условите на пазарот на трудот некако паѓа врз државата. А работодавачите се однесувале и веројатно и во оваа фаза сега се однесуваат доста комотно. Меѓутоа, нивното незначително е нивното учество, од друга страна, во самото, во менувањето на нештата на овој план. Ако се потребни работници, тогаш исто така тие да го напуштат својот комодитет и зона на комфор во која што се наоѓаат, и точно тоа ја покажува актуелната ситуација, и да почнат да действуваат поактивно и на пазарот на трудот и во рамките на економските активности. Јас кажав дека малите и средни предпријатија можат многу брзо да реагираат. И во оваа фаза и тоа и се случи, ние го гледаме дека од овој аспект имаме
поприлично повеќе реакции отколку што се тоа од големите фирми кои што за да реагираат треба да бидат повикани, да бидат споменати и во тој контекст. Значи имаме една инерцна економска сфера која што реагира единствено на економски стимуланси. Така да и точно сега во услови на криза и токму и тоа го гледаме дека доминантната мотивација е поинаква. Ако го нема тој мотив, тогаш ние нема да се ангажираме. Ние се грижиме само за нашите профити. Другото го ставаме на актерите кои што се надлежни тоа да го прават. Значи, не се чувствуваат како актери, како чинители, сега во оваа криза и тие да учествуваат во надменувањето на последиците. И мислам дека во услови на криза единствено нешто што може да ја подобри ситуацијата во целото општество, не зборувам сега пазарот на трудот и во вакви услови е некако на целата периферија, ако ние се занимаваме со таквите прашања, во фокусот и во интересот во суштина е нешто сосема друго, како ние да излеземе на крај со оваа пандемија, дали нашиот систем може да го издржи сето ова. Меѓутоа, овие прашања секако се важни што ги размислуваме и што ќе се случи потоа, затоа што мерките што ние ги превземаме сега точно се такви мерки кои што треба да влијаат на полесно излегување и од економската криза после ова здравствена криза која што сега ја живееме на овој начин со неекономска активност се разбира. Благодарам. Тоа беше универзитетскиот професор Мирела Ѓуровска од Филозофскиот факултет, катедра за социологија и претседател на Европското движење за Северна Македонија. Во некои други прилики веројатно ќе можеме да разговараме со вас и со значаен дел од експертите околу адаптирањето на новите стандарди на така наречено дуално образование, подготвување на работниците и барањата за одреден степен и одредени работници со вештини кои ги бараат новите професии или новите предизвици. И благодарам уште еднаш што бевте со утрински брифинг. Беше задоволство и мене.